Почитувани, добро вечер. Започнува нова емисија Здравјето е се на Канал 8. Вечерва ќе посветиме повеќе внимание на срцето, односно на кардиоваскуларните проблеми. Ќе зборуваме за причините за високиот холестерол, посебно кај спортисти и кај деца, но секако ќе посветиме внимание и за високиот крвен притисок, кој е чест не само кај постарата популација, односно кај повозрастната, туку и ги запаќа и младите. Вечерва на оваа тема разговараме со доктор Александар Стојменов, специјалист кардиолог од поликлиниката доктор Златко Стојменов во Штип. Добро ни дојдовте во емисијата и во студиото. Здраво. Чест ми и мило ми е што сум повторно овде. Јас, можеби вашите гледачи се сеќаваат, едно време бев и почест гостин кај вас. И мило ми е што на еден начин го продолжуваме сето тоа. Почест гостин затоа што има за што да се зборува со вас, а посебно сега од кога специјализиравте кардиологија. Значи можеме така теми за срцето, а има многу теми за што да се зборува. Вечерва посветуваме внимание на високиот холестерол и на високиот крвен притисок, но ќе ги споменеме и другите кардиоваскуларни проблеми кои може да се јават не само кај повозрастните, како што кажав, и кај младата популација. Се чини многу чест проблем е високиот крвен притисок и холестеролот, но еве за почеток, бидејќи ги споменав и младите, која возрастна група на граѓани се најчести кај вас, кај кардиолошката амбуланта? Па вака, морам прво да ви одговорам кратко, а потоа и ќе објаснам. Одговорот би бил не тоа што очекував. Знаете, кога завршив со специјалноста кардиологија, јас очекував дека ќе имам претежно постара група на пациенти, што на еден начин е вистина. Значи, најголемиот дел се од повозрастната група на пациенти, ама не очекував дека ќе имам и толку многу млади пациенти. Сега кога станува збор за млади пациенти, ќе ме прашате колку млади пациенти. Тука станува збор за буквално и за деца. Имам пациентчиња на 6, на 8 годинки со покачен холестерол. Потоа во текот на емисијата ќе го објаснеме, нели, зошто ќе ни дошло до покачување на холестеролот. Имам спортисти кои ги водам, бидејќи спортистите не се имуни на кардиоваскуларните заболувања, особено на оние што се наследни, односно генетски предиспонираните наследни заболувања. Тука е, значи, рековме и повозрастната популација. Ако зборуваме за кардиоваскуларните заболувања, исто така мора да се спомне дека тоа е една актуелна тема, бидејќи во 2020 конечно излезе нов водич и конечно спортската кардиологија излезе нова гранка од кардиологија, дека спортска кардиологија, па исто и спортистите и помладите веќе се, така да кажам, посебна група на пациенти кај кардиоваскуларните заболувања. Да. Добро, но еве која проблематика е најчеста помеѓу вас кардиолозите? Еве со која проблематика најчесто се среќавате помеѓу? Па вака, ако сакате да бидам искрен, не знам колку се сеќаваат вашите гледачи, јас во претходните емисии говорев претежно за фитнес и луѓето кои што ме знаат, повеќето ме знаат како докторот со мускули или докторот што вежба. И во последниот период имам многу помлади пациенти кои што, еве, ова го спомнувам бидејќи е карактеристично. Имам пациенти, не можам да ги речам пациенти, бидејќи ај не ми се редовни пациенти, ама од она што сум се сретнал во мојата амбуланта, тоа се рекреативни или професионални спортисти кои што дошле кај мене поради аритми или несоници, поради неразумно користење на некои од додатоците во исхраната. Сега тука да не навлегуваме во тотално друга тема. Но и тоа е интересна тема која треба да ја обработиме. Не, само ќе кажам, тука станува збор за популарните преворкаути или суплементи кои што се користат пред тренинг, и тие обично содржат огромна количина на кофеин, зачинети со уште многу супстанции кои што делуваат стимулаторно врз срцето, и кај некои пациенти знаат многу да го покачат крвниот притисок, знаат да направат несоници, знаат да направат прескокнување, а кај некои пациенти, тоест кај некои луѓе, може да дадат апсолутно спротивни симптоми, може да го спуштат притисокот. Така да, еве еден пример на пациенти кои што не сум ги очекувал, обично, сега, оваа група која што ви ја спомнав, обично се работи тука за средношколци. Они обично експериментираат и се надпреваруваат кој може повеќе да направи, нели?
Инаку од повозрастната популација високиот притисок Не е причина додатоците и туку имаме друга причина која ќе споменеме подоцна. Секи објаснам и детално. Сега кај повозрастната популација, тука е крвниот притисок, кој што морам да го спомнам и тој има особено важна улога, бидејќи така го носи епитетот тивокубиец, бидејќи многу често не дава симптоми. Главоболката не е така вообичаен симптом како што пациентите мислат, нели немам главоболки, немам притисок. Јас сум имал случај со пациент кој што имал 280 притисок. Да, а нема некои посебни симптоми. Кај него кога го спуштивме на 230, зборам за високиот, што пак е висок, он знаел да ми рече: не, докторе, врати ми го претходниот, овој ме прави малак сан. Значи, неговиот мозок се навикнал на многу висок притисок. Да, но постепено го оштетува срцето и крвните сонови. Да, значи, високиот притисок апсолутно прави реперкусии, врз бубрезите, ги оштетува на долгорочен план бубрезите. Потоа срцето. Значи, тоа е лош тренинг за срцето и срцето се задебелува, па натаму ќе објаснам зошто не ќе ме премногу задебелено срце, иако е нели мускули, не ќе ме да биде премногу развиено. Потоа тука е високиот холестерол. Една од нели причините зошто пациенти доаѓаат во амбуланта и мене ми е мило кога ќе дојдат и кога ќе го фатам во лабораторија, бидејќи малку е покасно кога веќе холестеролот ќе направи наслаги по крвните садови и следствено на тоа нели би дал запушување. Колку тука исхраната, ќе зборуваме и за превенцијата, но на почеток колку исхраната и физичката активност може да превенира кардиоваскуларни заболувања? Вака. Прво треба да спомнам дека исхраната и физичката активност или животниот стил ќе го крстиме. Може би ќе број 1 во борбата против. Значи многу може да влие. Ако ме прашате колку, не можам да кажам точен процент, ама огромен процент. А зошто не можам да кажам точен процент? Тоа е бидејќи сите ние наследуваме различни генетски предиспозиции од родителите. Например, јас имам можеби баба и дедо со висок притисок, мајка и татко, и најверојатно носам гени во себе за висок притисок, нели? Или за висок холестерол. Наследниот фактор, да. Сега, за разлика од некои заболувања каде што знаеме точно како иде наследувањето, овде не знаеме значи точно колку проценти има шанса, нели? За некои заболувања можеме, крвните групи, точно знаеме колку проценти детето ќе има. А крвна група се прави, има шема спрема родителите. Крвниот притисок, например, не подлежи на таа шема, ама можеме да направиме корелација дека го носиме тој ген. Сега што можам јас да направам? Значи, можеби мојот ген е посилен, се морам да зборувам на народ, мислам, нели, на разбирлив јазик, можеби јас имам посилен ген и кај мене би требало да го има тоа многу порано, ама јас сум одговорен. Јас тренирам редовно, внимавам на мојата исхрана, внимавам на мојата телесна тежина. Тука многу е важен ноќниот сон. Многу ретко го спомнуваат моите колеги, ама ноќниот сон е многу важен во регулацијата и на шекерот и на крвниот притисок. И ако јас ги правам сите тие работи, јас ги минимизирам шансите за мојот потенцијал да се оствари. Ти можеби и немаш потенцијал, ама живееш многу постресно од мене, јадеш многу сол, правиш се за да го добиеш тоа што јас не сакам да го добијам. Да. Без разлика. Значи не треба да се припишува се на наследниот фактор и тука наследно е и не можам јас ништо да преземам. Значи сепак може да се влијае на тие фактори кои. Најчесто луѓето бараат оправдување дека некогаш точно наследниот фактор е доминантен, има болести кои што се наследуваат автосомно доминантно или без разлика што ќе направите, но исхраната и физичката активност овие болести за овие болести многу значи животниот стил. Например, ако имаме например пациенти кои што од бебиња имаат висок холестерол. И тука не можеш да речеш дека бебето или детето животниот стил. Тука е генетика во прашање и тоа е познато и во педиатријата и во кардиологијата. Тие нели фамилиарни доминантни хиперхолестеролемии. И тие започнуваат со терапија уште од многу мала возраст. Тие знаеме дека е генетски. Ама мене ако ми дојде пациент, пример 25 годишен, со многу мало покачување на холестеролот, мене ми е најлесно да го ставам на терапија и да треба да ја пие цел живот. Или да му го намалам со терапија за месец дена, ама да не го решам проблемот. Убаво е да се проба со физичка активност и со промени во исхраната. Ги споменавте спортистите дека и тие знаат да направат некои кардиоваскуларни проблеми и да имаат проблеми со висок притисок, со холестерол. Иако се спортисти, зборувам и за професионални спортисти, колку се чести во вашата амбуланта?
овде прво ќе направиме една дистинкција. Во една кардиолошка амбуланта и во мојата амбуланта, бидејќи ке мене идат повеќе спортисти од целата земја, Добро, не за консултации избор, не, и за вакви проблеми, бидејќи бидејќи јас сум малку позапознат со и физиологијата на спортистите, бидејќи кога една индивидуа се занимава со спорт, не можем да кажем дека целата физиологија се менува, ама на друг начин работите со тотално друг тип на човечко суштество. Значи, тука очекувате многу различно користење на храната, они имат различна потрошувачка на калории, мускулатурата им е различна, значи зборуваме за тотално различен тип на пациент. Сега во една општа или обична кардиолошка амбуланта, или еве и кај мене, зашто доаѓаат најмногу? И ако веќе сакате да зборуваме за спортистите, јас без да ги плашам луѓето ќе кажам еден факт, бидејќи сите што пратат спорт подолго време памтат дека иако екстремно ретко, ама се случувало еве фудбалер да умре на терен, да се случи млад спортист да умре на тренинг. И веројатно сите сме си го поставиле прашањето, па нели он е спортист, он треба да е поздрав од сите нас. И второто прашање е дали можело тоа да се превенира. Сега ќе се обидам да одговорам на двете прашања. Спортистите прво, сите што планираат да се бават малку по-професионално со спорт, би требало да направат кардиолошки преглед од типот ехокардиографски преглед, да се следи за дебелувањето на срцевиот мускул, бидејќи и срцевиот мускул е мускул, како што го вежбаме, нели, бицепсот во теретана и тој расте, и со така расте и срцевиот мускул. Познат е терминот помеѓу интернистите и кардиолозите спортско срце. Ќе кажам нешто збор 2 и за него, ќе се вратам, само да се надоврзам на она што го почнав. Значи, обавезно да се прати дебелината или како се развива срцевиот мускул, потоа електричниот систем, да нема некое вродено, бидејќи срцето, освен тоа што има мускул и пумпа крв, буквално замислете го како една куќа со 4 соби. Зидовите се мускулот, собите се шуплините, тоа, нели, пред коморите и коморите, вратички меѓу нив и буквално крвта оди од една соба во друга и се пумпа, се примат, тоа е функцијата на срцето. Но, сета таа ритмика ја регулира буквално како што во овие зидови тука има електрична инсталација и во срцето има електрична инсталација. Тоа што го гледате на ЕКГ-то, тоа е буквално електричната инсталација на срцето, струјата. Сега, кога ќе почне мускулот да се задебелува, еве замислете овие зидови тука да почнат да мутираат, да се мени архитектониката, веројатно некој кабел може да се истегне и да се скине, нели? Значи, истото се случува со срцето. Или, например, има луѓе кои што имаат вродени кратки патишта, или, морам така да ги кажам, или имаат малку различни кабли. Сето тоа треба да биде исклучено и сето тоа треба да биде да биде изземено од предвид кога се работи за професионално бавење со спорт, бидејќи понатаму може да направи компликации, аритми и така натаму. Сега, значи, еден спортист кој планира да се бави долгорочно со спорт, значи би требало да направи ехо, да направи коронарен стрес тест, да се пушти на трака, да се види подоптоварување, како реагира неговото срце, да не има она што го викаме скриени аритми и скриен притисок. И сега кога дојдовме до тоа што треба да се направи, дали може да се превенира, ќе ме прашате од што умираат спортистите. Спортистите најчесто умираат, тоа ние го викаме ненадејна срцева смрт, а во околу 80% крива е една состојба што се вика хипертрофична кардиомиопатија. Или у превод, тоа е исто така генетска предиспозиција и она што ви го објаснив претходно. Зидовите на куќата мутираат малце, се развиваат малку повеќе отколку кај обичните луѓе. И така вие добивате многу развиен срцев мускул. Сега ќе ме прашате, па нели е добро да имаш развиен срцев мускул? Кај спортското срце физиолошко, друга е адаптацијата и друго е развивањето на мускулот и не е во толкава мера. Тука кај овие спортисти имаме многу поголемо задебелување на срцевиот мускул и веќе имаме формирање на зони кои што може да направат пречки во спроведувањето на импулсите. Тука е нарушена ептен архитектониката и буквално имаме проблем во спроведувањето на струјата и настанува. И често се јавува моментална смрт, тоа е моментална смрт. Сега јас сум имал мислам дека околу 3 професионални спортисти кои што забележале дека за време на тренинг имаат разлупување на срцето, значи тоа се нивни зборови, и кога дошле,
Јас сум ги фатил на коронарниот стрес тест. Тој е буквално одење по трака. Јас сум видел дека они при физички напор влегуваат во една состојба која што буквално ако имале среќа или ако продолжи, тоест тоа е аритмија која што буквално коморите прават прескокнување, кои што ако фатат низа, единствен начин да се спаси е она што го гледате на филмовите, кога треба да го дефибрилираат со струја. Да. И ова може да се превенира со лекарства, евентуално ако се многу чести има и други опции, ама значи дошле кај мене, направиле преглед и сме го превенирали. Да, и веќе може да се третира и да се внимава на сето тоа. Да, јас сум кога имал веќе се секакви... открие диагнозата. Да, но еве колку стресот, секојдневните навики можат да влијат врз сега ќе зборуваме за покачениот крвен притисок, бидејќи и тоа е главен ризик фактор за појава на и за аритмиите. И за аритмиите, да. Стресот буквално. Бидејќи спортистите го имаат стресот. Секојдневно не само спортистите. Општо зборуваме и за сите луѓе затоа што во стресно време живееме. Вака, прво и на ова прашање ќе одговорам на два начина. Лесно се препишува на стресот се зборувам ако веќе целата диагностика е добра, но еве човекот има проблеми, значи дали може да се препише на стресот и колку секојдневните навики можат сето тоа да го смени. Вака, јас на ова прашање ќе морам да одговорам прво понародски, а второ ќе морам да кажам и буквално зошто стресот е, значи да не зборуваме само лаички. Значи апсолутно да. Стресот и како може да направи органски проблеми, и тоа не само во срцето. Зборуваме за покачен шеќер, зборуваме за проблеми со желудникот, зборуваме ние сме подрачни Балканот, која што особено трпи проблеми со тироидната жлеза. Тироидната, така. И таа страда многу при стрес, да. Значи буквално сите органи. Сега кога зборуваме па за срцето, сите знаеме дека кога ќе се изнервираме имаме прескокнувања, имаме нели. И ако ме прашате, се знае ли зошто е тоа така, тоа точно се знае. Кога ние доживуваме емотивен стрес, од телото се лачат буквално тие се викаат стрес хормони. Катехоламините се буквално стрес хормони. Зошто се викаат стрес хормони? Бидејќи се лачат при стрес. И тие што имаат? Тие имаат за цел да го спремат организмот за напад или за бегање. Буквално тоа се зборувам механизми кои што се во сршта на човечкиот инстинкт за преживување. Сега, например, доаѓа некој, ви прави стрес, ве преплашува, и телото што прави? Што прават стрес хормоните? Ги шират зениците, вие пребледувате, затоа што крвта се редистрибуира од периферијата кон важните органи, почнува да лупа срцето, или се пали моторот на максимум, и телото се спрема за бегање или за напад. Знаеме да го објасниме дека тоа е реакција на вегетативниот нервен систем. На вегетативниот нервен систем. И го препишуваме на него и не обратиме повеќе внимание. Не е само на вегетативниот нервен систем, инаку невротрансмитер пак на невровегетативниот на вегетативниот нервен систем, овде зборуваме за симпатичкиот дел. Вегетативниот нервен систем има плаво и црвено копче. Црвеното копче е стресот, плавото копче е релаксот. Да. Или Почето треба да го вклучуваме плавото. Да, ама рековме дека е вегетативен и е неволев, така да тоа тешко иде. И значи невротрансмитер на симпатичкиот дел на црвените копчиња е норадреналинот, стрес хормон, пак. Значи, стрес хормоните се и текако важни. Еве, например, не знам дали знаете, кога веќе зборуваме за крајности колку може стресот да влие врз срцето, има посебен тип на заболување, тоа се вика синдром на скршено срце. Буквално може човек од стрес да добие скршено срце, или тоа се вика такоцубокардиомиопатија. Тоа е страшно излевање на стрес хормони кои што понатаму прават проблем со срцето и кои што може да заврши болнички. Значи буквално постои проблемот на синдром на скршено срце. Не сваѓате? Значи стрес хормоните се сериозна работа која што во младите години малку ја игнорираме, ама понатаму се преципитира или се таложи и како може да направи проблеми. Кога е потребна терапија за високиот крвен притисок, кога сме веќе кај него, и да го објасниме малку колку може тој лошо да влијае врз проблем за појава на проблеми на срцето, за други кардиоваскуларни проблеми. Ја споменав за тироидната жлеза, значи високиот крвен притисок, тука ќе споменам и мозочниот удар, иако не ни е тоа тема, но често се случува од висок крвен притисок да се
да се добие парализа или нели мозочен удар. Но еве кога е потребно да се ординира терапија и дали секоја терапија е иста? Висок крвен притисок се знае која терапија, по шема се оди и тоа е тоа. Значи или дали комшијата ја зема оваа терапија? Да, па можеме ли јас да земам? Обично пациентите кај вас интересно е, а тоа што дојдат препиши ми го тоа и тоа апче, јас сум добра и така, значи. Да, знаете, секој антихипертензив или секој лек за хипертензија е даден со некоја причина. Има повеќе групи, не случајно е одбрана таа група, бидејќи има и други параметри кои што ќе ја диктираат. Ама еве да се вратиме на почетокот. Да, прво да го во 99% покачувањето на крвниот притисок е од непознати причини. Сега, стресот може да го откочи, зборувам веќе кога ќе добиеме крвен притисок. Во многу мал процент крвниот притисок може да биде секундарна последица на ендокринолошки заболувања или на некои други заболувања. Тогаш, кога ќе го решиме основното заболување, сме ја решили и последицата. Ама кога имаме крвен притисок, ние знаеме точно каде се откочува механизмот за регулација, ама не знаеме кој момент и не знаеме што точно му прави да се откочи. Знаеме каде е механизмот за регулација, знаеме за бубрезите, знаеме за отпорот на крвните садови, ги знаеме тие работи и поради тоа и терапијата е насочена буквално кон тие места. Сега, ме прашувате кога? Ако дојде кај мене млад пациент, без никакви други проблеми, без никакви други ризик фактори, а го гледам дека има малку покачена телесна тежина и малку покачен крвен притисок. Неодговорно од мене би било да му дадам веднаш терапија. Најдобро би било да проба да ја редуцира својата телесна тежина, што и со клинички студии е докажано дека редукцијата на телесната тежина е право пропорционална со намалувањето на притисокот по живин столб. Сега не зборувам за огромен притисок, зборувам ако е притисокот во дострел кој што отприлика ако е покачен 10, 15, 20 мм, нели, над она што е нормала, тогаш би можело да се коригира со физичка активност, слабење, промени во исхраната. Сега ако имаме пациенти кои што доаѓаат со многу висок притисок, тогаш може да се размислува за терапија. Сега ќе прашате како одлучувате која терапија. Прво зависи дали има други пропратни заболувања. Да, шеќерна болест. Ако има, например, белодробни заболувања, има една група на болести, на лекови кои што знаат да направат проблеми таму, па ги избегаваме. Затоа не треба своеволно да се зема. Не. Потоа, например, ако отидете кај поискусен интернист или кардиолог и ве гледа на ехо, он автоматски проценува милион други работи кои што ќе влијаат на изборот за терапија за високиот крвен притисок. И има зошто ви го дал тој лек, а не некој друг лек. Бидејќи тука влегува во игра дали имате задебелување на срцевиот мускул. Бидејќи имаме луѓе кои што имаат многу долго време покачен крвен притисок и тој крвен притисок може да има реперкусии врз срцевиот мускул, да го задебели. Претходно јас кажав зошто не ќе ме задебелување многу големо на срцевиот мускул, па тоа е подлога за аритмии. Нели? Се нарушува архитектониката на мускулот. И сега тој доктор ќе ви даде, например, бета-блокатор. И вие појма немате зошто ви е додаден бета-блокаторот, а тој ви е додаден за превенција, прво е даден за превенција за да не расте повеќе мускулот, даден е антиисхемично, значи протективно, да, има многу причини поради кои што е даден тој лек. Сега, на него можеби ќе му е додаден, тука се гледа бубрежната функција. Многу од лековите за притисок се даваат и протективно, особено кај диабетичарите, бидејќи диабетичарите со време развиваат и бубрежна слабост. А инаку кога сме веќе кај терапијата за крвен притисок, јас морам да спомнам нешто кое што во светот е актуелно и кај нас уште никој вака го нема јавно спомнато. Во светските анти-ејджинг клиники или многу модерно, бидејќи богатиот свет не се занимава со тоа што се занимаваме ние, они се бават со терапии против старење. И они фрлат милиони долари, еве ги гледате Дженифер Лопес, Мадона и на тие години како изгледаат, не се тоа само пластични операции, туку тоа е еден куп на лекови кои што влијаат врз забавување на процесот на старење. Една група од тие лекови се АЦ-инхибиторите, тоа се лекови кои што многу од пациентите обично као прва линија ги користат за притисок и тоа е нивното својство индиректно да покачуваат еден хормон кој што инаку
фармаколошки вреди многу, а тоа е хормонот на младост или хормонот на раст. Така да, многу луѓе кои што користат редовно терапија за притисок, ова ми е за да си ги охрабрам пациентите и да им олеснам работата на моите колеги овде во Кочаник, кои што препишуваат лекови за притисок. Пациентите обично се неадхерентни, обично пијат по потреба, нема такво пиење по потреба. Лек за притисок не постои по ниедна препорака. Или се пие или не се пие. Подобро да се подеси дозата. Хронична терапија си треба која. Подобро да се погоди типот на лекот и дозата и се пие редовно. И еве уште еден бенефит, ви го намалува процесот за настарење. Така. Тоа е уште еден бенефит од... Добро, за високиот крвен притисок може многу да се зборува. Причините кажавте дека се непознати, но може да биде причина за многу болести. Тука ќе го споменеме, кажа во најавата дека ќе посветиме поголемо внимание и на холестеролот. Сега холестеролот, прво да објасниме што е холестерол. Имаме, пак е народот познат, лош и добар холестерол. Ама тоа е вистина, така значи, е. Да, баш ќе спомнам за тоа. Значи, лош и добар холестерол, зошто треба да ни е помал лошиот, а повисок добриот, или можеби се треба да е во нормална граница. И еве како да се контролира, бидејќи многу тешко знае да се контролира холестеролот. И луѓето кои имаат веќе холестерол со години не можат да го стабилизираат, да стабилизираат таа вредност. Хајде неколку зборови за холестеролот и колку може високиот крвен притисок да придонесе до покачување на холестеролот и обратно и секако до други кардиоваскуларни проблеми. Вака. Прво пред да почнеме да го караме холестеролот дека е многу лош, прво ќе кажам дека холестеролот со причина го имаме во телото и со причина нашето тело го ствара. Значи холестеролот ни е потребен за создавање на половите хормони, за создавање и обновување на мембраните на клетките. Значи, холестеролот, без да зборам, има милиони функции во нашиот организам, кои што без кои што организмот не може да преживее. Но тоа не значи дека тој може слободно да расте колку сака, бидејќи кога пак ќе се накачи над референтната вредност, истиот холестерол може да почне да прави наслаги по крвните садови. Сега, ме прашавте зошто кај него се покачува холестерол, а јас на почетокот на емисијата кажав дека има многу млади пациентчиња со холестерол. Така. И кај децата ќе го споменеме. По Европското кардиолошко здружение 85% од холестеролот во крвта е ендоген, односно го ствара телото. Или ако сакате 85% од холестеролот што ќе го добиете во вредноста, најчесто е продуциран или е направен од нашето тело. Мислите дали генетскиот фактор тука има? Или, да. Сега, ние не, од друга страна, ние не знаеме тие 15% што викаме, нели, не значи тоа дека сега ако холестеролот е 5 и ти да сметаш проценти, 85% е мој. 85% од некоја вредност, ние тие 15% од холестеролот што ќе го внесеме, некогаш може да бидат и многу, квантитативно може да бидат многу големи. Сега, ако холестеролот, значи прво да разграничивме дека и телото го ствара. Не значи дека вие ќе видите слаби луѓе со висок холестерол и ќе видите дебели луѓе кои што немаат холестерол. Или еве, ви кажав, имам млади пациентчиња, деца кои што имаат холестерол и ништо поразлично не прават од нивните врсници во школата. Да. Сега. Ме прашавте добар лош холестерол. Овде тука има уште еден параметар кој што уште кај нас не е влезен во лабораториите и во светот многу ретко се користи, тоа е липопротеин А. Значи има лош холестерол, добар холестерол, липопротеин А. Има повеќе фракции, ама овие се некако најважни за предвидување на ризиците понатаму на долгорочен план. Инаку, прво вака, да почнеме со позитивното, што е добриот холестерол. Да, добриот холестерол е чистачот, односно тоа се едни молекули кои што имаат за цел да ги чистат крвните садови и да ги носат на преработка. Не знам дали знаете, жената кога е во репродуктивен период, односно кога има редовни циклуси, викаме дека женските хормони вас жените ве штитат од кардиоваскуларни заболувања. Сега, кога жената ќе престане да има циклуси, тие хормони се намалуваат и почнува да е една од причините поради кои што вашите хормони се протективни по вашите крвни садови поради тоа што го покачуваат добриот холестерол. Значи, добриот холестерол стварно е добар и е добро да е малку накачен. Сега лошиот холестерол.
Лошиот холестерол е холестеролот кој што има афинитет да прави воспаление на ѕидовите на крвните садови, особено тука и липопротеина има особено важна воспалителна функција. Дали е тоа налепување кое буквално налепување и таложење, буквално Таложење, значи крвните садови сватете ги као црево, кое што внатре има наслаги. А нели треба крвта да се струи слободно. Да. Сега на таа наслага потоа се лепат и клетки, може да се налепи калциум, тука се и други фактори, тука и пушењето, да не навлегуваме. Сега сигурно пак ќе ме запрашате колку влијаат и другите работи. И животниот стил па врз холестерол. Влијае. Стресот е неизбежен, мораме да го споменеме повторно за покачениот. Ако и холестеролот ако не е многу накачен, пак паметно е да се проба со внес на здрави масти, паметно е да се проба со редукција, пример, на јаглехидратите од вечерниот оброк, со еден збор правилна исхрана и физичка активност. Многу знаат да го спуштат холестеролот. Сега, таму кај што е генетски и кај што е многу накачен, секој дека треба да се проба со лекови. Да, значи тука веќе се имаме даваат повеќе лекови, варијанти. Исто и тоа не треба на своја рака, мора да препише специјалист заради би требало да препише специјалист заради тоа што, например, дури и во самите подгрупи на лекови, например, има лекови кои што се чистат преку бубрезите. И вие ако имате малку оштетена бубрежна функција, тогаш треба да одите лек кој што се чисти преку црниот дроб. Да не ги оптеретуваме бубрезите дополнително. Значи, пак колегите кога даваат лекови за холестерол, помислуваат и на тие работи, има зошто ви го даваат лекот кој што го одбрале. Ќе ме прашате веројатно дали има природни варијанти. Има природни варијанти кои што се влезени во препораките, ама природните варијанти повеќе влијаат врз надворешниот холестерол, врз тој што е внесен. Тоа се некои фитостероли и тука е во последно време со многу добар, особено кај млади луѓе дава добар резултат. Тоа е на црвен квасец од орис. Тоа е така, од една габичка се прават апченците, има многу добар афинитет и кон надворешниот и малку има афинитет и кон внатрешниот холестерол, така да и тоа е еден лек кој што е на природна база. Се купува во аптека. Го има по неколку имиња веќе. Да. Значи тоа е една природна варијанта која што веќе е влезена и во препораките од Европското кардиолошко здружение и може да се даде како прв избор, ама сега во праксата, ако имате пациент кој што има висок лош холестерол, пошто лошиот холестерол е вистинскиот предиктор за понатамошни компликации, и, например, ние немаме референтни вредности единствени. Лошиот холестерол, например, имаме една референтна вредност за луѓе кои што немаат други заболувања. Ако вие имате плюс притисок, плюс диабет и плюс мозочен удар во историјата, тогаш вашиот лош холестерол би требало да е препорачено да биде многу понизок отколку кај мене. Да. Кај мене ќе е во референтни вредности, ама кај вас треба да е понизок. Да. Така да тука па треба да се отпочне со друга фармаколошка терапија, мислам зборувам за пример статинска терапија. Доколку не се третира холестеролот, може да споменеме кои главни болести може да ги и проблеми кардиоваскуларни може да ги предизвика. Доколку се занемари висок холестерол, не дава сакам да кажам симптоми, не дава симптоми. Првите симптоми се градна болка. Или тоа го ние викаме клаудикации. Па тоа веднаш препишуваме дека е инфаркт. Градна болка инфаркт не е. И тоа сакам да прашам дали секоја градна болка значи дека веднаш ќе ви кажам само прво за претходното. Да. Например, имаме транзиторни исхемични атаки, ама тоа не се удар, мозочен удар. Или, например, не мора да е 100% запушувањето на некој крвен сат на ногата, ама веќе вие може да почувствувате поради тие наслаги дека ако порано сте оделе по неколку километри, сега на 200-300 метри веќе ве фаќаат грчеви во ногата, значи фали кислород. Значи крвните садови се стеснети. Инфаркт, например, е 100% запушување на крвниот сад. Ама ако имате вие наслаги, вие при секоја физичка активност може ќе добивате градна болка, бидејќи на срцето му фали кислород. Сега пак кога ме прашате за градна болка, дали секоја градна болка треба да не вознемири? И во праксата, кога ќе дојдете со градна болка, ние, лекарите, прво исклучуваме тоа што е најстрашно, инфаркт. Ама што се може да имитира инфаркт? Може желудник, желудочна болка, може да имитира инфаркт. Може белодробна болка некојаш да имитира инфаркт. Може плеврална болка. Инфаркт може, има еден синдром, се вика Тејцов синдром,
и често го добиваат спортистите кои што креваат тегови, ракометарите, одбојкарите, и тоа има неколку типа на тоа се ортопедски заболувања. Тука е на спојот на градната коска со ребрата и тука на споевите со раскавичниот со коскениот дел настанува мала инфламација и тоа знаат така да боцка и да боли што некојаш пациентите стварно мислат дека имаат инфаркт. Значи, многу заболувања може да дадат, може дури болести од рбетот. Значи, желудник, рбет, бели дробови, обвивката на бели дробови, ребрата со градната коска, еден куп други заболувања може да имитираат инфаркт. Но да не значи инфаркт. Да. Но, да. Ама може да залажат и искусен доктор. И тогаш докторот прави ЕКГ, бара промени, може во крвта да се побараат ензими за да се види дали срцето страда, може да се направи стрес тест да се види дали му фали на срцето кислород при напор. И тоа многу лесно се прави дистинкција, ама мора да се напомене дека прво треба да се исклучи не Значи да резимираме дека холестеролот сепак влијае многу на покачениот лош холестерол, значи може да доведе до инфаркт, до мозочни удари, тие главните. И дури тоа се инфаркти на било, значи секаде каде што имаме запушување на крвен сад, не мора да е, ние инфаркт го викаме бидејќи нели најпознато е инфаркт на срцето, ама инфаркт може да биде на било кој целен орган. Може инфаркт да имаме и на инфаркт на мускулите на нозете може да имаме. Да, и тогаш запушување на да. Значи инфаркт па доаѓа до ампутација. Принцип е кога имаме страдање на целен орган поради недоволен довод на крв до него. Да. Затоа треба значи да се биде во оние референтни вредности и како да се делува да се намали холестеролот доколку е покачен и крвниот притисок се разбира. Го споменавме дека ќе објасниме кај деца. Еве, што се случува кај децата? Мали деца имаат покачен холестерол. Значи, секојаш холестеролот знаеме дека го препишуваме на повозрасната популација, што тоа не е добро, бидејќи не проверуваме кај децата, може и како да резултира со големи болести, со тешки болести. Тука сте во право, рутински кај деца не се проверува холестеролот. И јас, бидејќи редовно ја пратам таа проблематика, бидејќи имам пациентчиња, мислам, на помала возраст, и по препораките вика дека за да почнеш да го пратиш холестеролот кај дете, треба прво да прашаш дали некој од родителите има прематурна кардиоваскуларно заболување, а тоа е било какво кардиоваскуларно заболување поради запушување крвен сад пред 20-та година. И кај тие пациентчиња, ај многу е лесно, бидејќи обавезно мајката и таткото, таа е автосомно доминантно најчесто, тогаш знаеме. Ама имаме пациентчиња кај што, 8-10 година, имаме многу висок холестерол. И тоа најчесто иде многу високи вредности, по 15, 18, а пример треба да е 5,5-6. Значи, зборам двојно, тројно покачени вредности. Да. И нормално, кога ќе дојде такво пациентче, што викаат светските препораки? Светските препораки викаат да му дадеш физичка активност. Две од моите пациентчиња се физички активни, тренираат фудбал. Отпаѓа физичката активност. Они го тоа викаат промени во environment, во околината. Односно да не се чувствува детето изолирано, целата фамилија да почне да се храни здраво. Го воведовме и тоа, падна минимално холестеролот. Потоа значи храна, значи сакате да кажете дека храната е така? Генетски. Овде беше генетски, мораше да се отпочне со терапија. Значи некогаш сакам да им кажам на пациентите дека некогаш е многу, треба си седнете да си направите што носи поголем бенефит, а што поголем ризик. Во овој случај јас спиам мирно, бидејќи им дадов терапија на децата, поради тоа што превенирав заболувања кои што сигурно ќе имаат за 10 години и ќе имаат прематурни, предвремени кардиоваскуларни заболувања. Вака можеби нема да имаат никогаш, бидејќи сега им го држам во нормала. Значи, потоа пробав со физичка активност, пробав се што можев да променам. Тука исто така пак ќе кажам ноќниот сон кај децата. Ова ви го спомнувам веќе трет пат, бидејќи со мобилните телефони, социјалните мрежи, децата не спијат. Исто така сум имал од искуство пациенти со диабетичари и кај нив ден и ноќ е разликата дали детето има ноќен сон. Значи, многу полесно е регулирањето и на шекерот. И што се прави тогаш кај овие деца? Бидејќи и во двата случаи станува за многу висок холестерол, овде има индикации да се почне со статинска терапија.
моите колеги знаат нели што се статини, ама тоа се лековите за холестерол. И точно се знае по препораките, сега да не кажувам тука, точно се знае што смее да се даде од 4-та, од 6-та година, од 8-та, од 10-та година и од 12-та година, бидејќи кај многу од нив па и со статини не се решава проблемот, па треба да дадеме втор лек. А другите групи на лекови не смееме да ги дадеме под 10 години. Така да најчесто комбинираме природни лекови, комбинираме статини. Може ли кај децата да се направат други проблеми кардиоваскуларни? Да, пред 20-та година може да добие, може да има компликации. Да. Ако не се регулира, бидејќи високиот холестерол. Сега тука предност е поради тоа што детето веројатно нема висок притисок, бидејќи многу повеќе холестеролот може да направи наслага ако е оштетен крвниот сад, ако имате шекер, ако имате крути садови ради притисок или ако имате други заболувања. Кај детето другите фактори ги нема и тоа малку го спасува. Да. Ама вредност од 15 или од 10 никако не треба да се сепак вредности кои што можат да направат и јас лично, тоа се препораки кои што јас лично ги почитувам и одговорно тврдам дека треба да се контролира. Нормално да се проба со се што може, што е во наша возраст, ама еве. Значи, ако се многу вредностите покачени, дефинитивно со терапија треба да се. Тоа се многу ретки случаи. Затоа тоа не може да се, ретки случаи. Ама бидејќи ги има, еве, на почетокот ме прашавте со каква група пациенти ќе работам. Ја искрено, иако работам претежно со возрастни, ја не очекував дека ќе имам толку деца. Јас имам стварно на неделно ниво стварно имам дечиња кои што не сум очекувал. Сега не е тука само холестерол. Кај децата например има многу кај нив например е многу поизразено тоа што го викаме вагална реакција. Например, не знам, сигурно ви се случило во праксата, ако лежите и ако станете нагло, нели знае да ви се сврти. Кај децата тој рефлекс може да биде побурен, па да се онесвестат, ама вие морате тоа да го исклучите. Има некои аритмии кои што се малце кај децата дозволени, ама например ги нема кај возрастните, така да тука се и пропуштените вродени срцеви мани, така да има широка плејада на болести кои што за да не ги премижиме, убаво е детето да се однесе на кардиолошки преглед, едно ехо, да се види дали се затворени сите каналчиња што треба да се затворат, бидејќи едно е срцето додека сме бебенца, или што го имаме во утробата на мајката, тоа треба да претрпи одредени промени да стане возрастно срце. И тоа е убаво да се види на ехо. И сега кога зборувавме за инфарктите, сакав да прашам, но заборавив за што се случува со целосно, кога ќе дојде до целосно запушување, како се третира со, дали тука веднаш е неопходна операција со целосно запушување на срцето или, да речем, инфаркт? Па вака, не мора да е целосно запушување, може да е пример некогаш стеснување и над 95%, 98%, ама тоа се веќе големи стеснувања кои што даваат силни симптоми и може да дадат. И ќе споменеме кои симптоми за да може да препознаат. Значи тоа е прво градна болка. Сега ако ме прашате што е типична градна болка, тоа е градна болка која што се појавува во пределот на градната коцка, може да оди во лево, према левата рака, може дури обично левата страна на грбот, некогаш и во средината, левата лопатка, коската нели што е на грбот и доаѓа према левата рака буквално до доле. Некогаш може да осетиме болка и трнење дури и во долната вилица. Седо тоа е карактеристична градна болка. Потоа во крвта најчесто имаме покачени маркери кои што кажуваат дека срцевиот мускул трпи умирање веќе. Тоа се тропонините или тоа се ензими кои што веќе кажуваат дека срцевиот мускул веќе страда. Имаме карактеристични промени на ЕКГ кои што колегите ги знаат и еден таков пациент доаѓа и откако нели општиот лекар или брзата помош ќе го диагностицира, они му даваат терапија со која што веќе на еден начин им потпомагаат на колегите кои што ќе работат во сала. Значи тие даваат терапија со која што се обидуваме да се надеваме дека ќе превенираме понатамошно згручување на крвта и други реперкусии кои што можат да настанат. Односно се надеваме дека нема да настане, да кажам, влошување на инфарктот. Значи они го покриваат со терапија, му даваат обезболување и го праќаат пример на кардиологија. Тука има две опции.
Едната е стентирање, другото е Байпас. понепопуларното, ама во поголем процент се веќе решава се со стентирање. Значи тоа е една метода која што е едно можеби најреволуционерната метода во медицината, особено тука морам да пофалам македонската кардиологија, бидејќи една од првите кардиологии и по број и по квалитет кои што работи 99% преку рака. Имаме светски познати клиники кои што се уште претежно работат преку нога. Тука се работи претежно преку рака, што е многу подобро и за понатаму, нели, и после интервенцијата за затварање на местото каде што сега зборувате за коронографија или и за зборувате коронографија веќе и стентирање на овие артерии кои што носат крв кон мозокот, веќе се работи тоа се преку прави рака. паралелно, доколку има потреба веднаш. Да. Сега ова само сакам да напоменам да не се плашат пациентите, бидејќи кога ќе речеме го викаме популарното бушење, ќе те пратам на бушење. Тоа не е буквално бушење, се става локална анестезија тука. Прво пациентот е свесен и комуницира со лекарот. Значи имаме мал убот како убот од пчела и откога просторот веќе нема да го чувствува, пациентот веќе не го чувствува, преку оваа артерија се оди спротивно на протокот на крвта, нели крвта оди од срцето наваму, ние одиме ретроградно нагоре. И полека, нели, се оди со жица и со едно цевче преку кое што ќе се работи, од тука до срцето, и од кога ќе почнеме, кога ќе дојдеме до крвните садови, тука тоа е многу, прво се слика, за да се види, нели, каде е запушувањето и дали воопшто дали треба да се стентира или не. Да. Дали е може за да помине байпас, коронографија без може да е уреден наодот. без да. Има многу работи кои што знаат па да дадат и покачени вредности дека срцето страда и ЕКГ промени, а па да немаме стеснување на крвните садови. Да, и не е потребен стент. Да. Тогаш може би е некое стеснување, може да е тоа се вика спазам на артериите, може да е поради некои субстанции кои што ги стегат крвните садови на срцето. Но Значи тоа имаме многу се сценари. таа инвазивна метода, да речем коронографија. Е инвазивна метода, иако пациентот е свесен и таа трае во просек од 5 минути до половина час, сепак е инвазивна метода, бидејќи буквално со жицави бркаат во артериите на срцето. Да. Но ако е неопходно, пациентот е свесен, комуницира со лекарот ќе му рече земи воздух ако треба негде да се исправи некоја кривина. да, за да соработува таа комуникација. Значи буквално се поминува низ стеснувањето, се шири и вие добивате практично едно како федерче кое што ја држи артеријата исправена. Еве, доктор Александар, сега сме при крај на емисијата, па би рекла едно интересно прашање кое има многу митови да речем, значи околу кафето, дали кафето, односно кофеинот го зголемува крвниот притисок, дали обично луѓето го пијат на сабајле дека ги расонува, па навечер не им дава сон и нешто слично, значи колку може кафето да влијае врз покачување на крвниот притисок? Може ли тоа да го објасниме за крај и да дадеме едни, наречам, препораки за она кој ќе почувствуваат висок крвен притисок или кој ќе почувствуваат симптомите, дали веднаш да се јават на лекар, дали дома да се лекуваат, тоа го споменавме, никако дома, но кога да се јават на лекар и едни препораки околу физичка активност и исхрана, би рекла. Прво за кафето. Да. Кафето, знаеме сите зошто го консумираме, нели? Оно има неколку ефекти врз организмот. Она поради кое што го консумираме е познатиот ефект, научно е докажан, на расонување. Има едни рецептори во мозокот кои што се одговорни за заспивање и за будност, без да должам многу и да навлегувам во мали работи, ќе кажам дека кафето вака ги притиска копчињата за будност на мозокот. Тоа е еден докажан ефект, преку кој што кафето не држи будни. Сега, има па други ефекти преку кој што кофеинот, значи кофеинот не влијае само врз будноста. Сите знаеме дека некогаш кога ќе претераме со кафе, може да дојде до разлупување на срцето, може да дојде до покачување на притисокот. Еве ви ги спомнав децата кои што користеа суплементи со многу кофеин. Да. Или па исто така има луѓе кои што знаете ќе идете на гости, ќе ви речат ајбе пред да сиете едно кафе и вие ќе му речете, нема да спием, он ќе рече, зашто бе ја баш спиам после кафе. Да, тоа да го објасниме. Тоа значи кај некој дело значи вака. Дали психолошкиот момент е тука во прашање? Не, тоа е чиста физиологија. Сега, зависи прво човекот колку консумира кафе.
Значи, рековме, кафето ги притиска копчињата за будност на мозокот. Тоа му е еден ефект. Втор ефект му е, освен нели зголемувањето на будност, другите ефекти му се на некои артерии во организмот, односно крвните садови што носат крв, некој ги шири, а некој ги стеснува. Например, внесувањето на кафе исто така, знаеме дека не тера да одиме по ВЦ. Знаеме дека ако претераме со многу кафе, ефектот на разлупување на срцето може да трае и по повеќе сати. Самиот кофеин има 4 до 5 сати полуживот во вас. Значи, ако се напиете едно кафе, 4 сати го имате ефектот на кофеин. Ама, самиот кофеин предизвикува покачување на еден хормон што го спомнавме преска, еден од стрес хормоните што се вика норадреналин. И опашката, значи пиете кофеин, кофеинот го качува норадреналинот, сега колку норадреналин ќе се излачи и колку таа опашка ќе стои во крвта зависи од дозата на кафето. Многу висока доза на кофеин ќе покачи многу норадреналин и тоа може да буквално цела вечер да не спие. Значи не случајно луѓето кои не можам да заспиам, значи тоа не е психолошки момент. Покачува, значи прави будност, покачува стрес хормон. Да. Но кај многу луѓе што пијат многу кафе, по потенциран ефект е вазодилатативниот ефект, односно кафето покачува азотен оксид или една супстанција што знае да ги дилатира, да ги шири крвните садови. Сега генетски е кај кој каков ефект ќе има. Релативно е многу малку кафе, што Ама да не ги сплашиме луѓето. Многу, колку е малку. По Светската здравствена организација 300 милиграми до 400 на кофеин, не кафе. Кофеин е здраво и препорачливо, дури спречува аритмии. Пазете, значи е здраво. Значи не само што нема да направи штета, туку и спречува аритмии. Како например атриалната фибрилација. Сега јас не знам, бидејќи лично не пијам кафе, ама еден филџан ако има 5-60 милиграми кофеин, 300 милиграми ви се веќе, значи колку 5 кафени, 5-6 кафени, значи далеку сте од таа зона. Значи зошто вие не пиете кафе? Ради вкусот не пијам кафе. Не го навикнав вкусот на кафето, не се навикнав на вкусот на алкохолот, нема врска со штетноста на истото. Добро, и еве за крај, докторе, ние имаме многу да зборуваме, ќе направиме и други емисии. Кажавме дека има многу теми за кои треба да се зборува со кардиолог и за кои може да се зборува и убаво да биде објаснето. Можеме и да ги вклучиме и граѓаните секако со прашања, но еве препораки за општо, за подобрување на здравјето и за намалување на тој холестерол. Јас ќе кажам општо, нема тука само холестеролот, бидејќи сите мои пациенти горе-долу имаат холестерол, имаат притисок, имаат шекер, имаат прележено некаков удар, јас ќе кажам вака. Имајте физичка активност колку што можете повеќе. Нека биде тоа умерена физичка активност. Направете разлика меѓу шетање и пешачење. Шетање е кога одите и е здраво како си. Пешачење е пешачење без паузи. Имајте 3 до 4 пати неделно по 30 минути пешачење. Ќе ги охрабрам вашите гледачи кои што имаат висок шекер, дека по една студија, после секој оброк 10 минутно пешачење е исто како да пиеле апче метформин. Значи, за буквално сите кардиоваскуларни заболувања и скоро сите ендокринолошки заболувања ги замолувам. Внимавајте на внесот на калории, нека биде тоа повеќе квалитетна храна. Нормално ќе се почастите некогаш и со нешто што не е толку здраво. Гледајте вечерата да биде најздравиот оброк во текот на денот и имајте физичка активност. И пиете многу вода. Значи, да бидете хидрирани максимално. И водата ние споменавме. Многу течности. Да. Веќе следната емисија можеме да најавиме дека можеме да зборуваме за спортистите. Значи да посветиме на спортистите и на сето она што треба тие да го конзумираат, да јадат околу физичката активност, околу контролирање на тој стрес и околу пиењето и конзумирањето протеини и други некои, да речем, недозволени работи. Јас сум отворен да зборувам и за дозволените и за недозволените работи, и за диетите. Еве јас ќе дадам еден предлог, затоа што ми е предлог тоа од спортисти, ако може да. Ама ако се сложувате вие, еве дали кај вас или на вашиот профил или ако имате профил на социјалните мрежи на телевизијата, слободно нека поставуваат прашања. Да. Потоа ќе ги одбереме најчестите или ако има време ќе одговориме и буквално на сите. Така да еве еден апел, нека поставуваат прашања на некој од нашите профили, ќе објавиме точно на кој профил и ќе одговориме на сите прашања. На сите прашања, да, и преку телевизијата.
може и таков предлог да биде прифатен, но еве за спортистите би требало баш да бидеме малку интерактивни. Да посветиме повеќе внимание, бидејќи тоа е ваша специјалност и после кардиологијата. А јас ќе ви се заблагодарам што еве вечерва одвоите време да дојдете во студиото на Канал 8 да поразговараме за овие многу чести проблеми, посебно крвниот притисок и холестеролот се покачени вредности кои многу тешко се контролираат, би требало да бидат во нормала за да биде добро здравието. За сите совети кои ги дадовте, посебно за дечињата и за спортистите ги споменавме и ги начнавме и таа тема. Има за што да се зборува, ќе разговараме и веќе следна емисија и понатаму и добро дојдените секогаш во нашата телевизија. Ви благодарам и на вас и на вашите гледачи. Благодарам, ве очекуваме повторно почитувани. Тука ја завршуваме емисијата Здравието е се. Јас ќе ви се заблагодарам за вниманието. Вечерва разговаравме со доктор Александар Стојменов на интересни две теми, би рекла. Обработивме висок крвен притисок и холестерол. Се надевам дека ви помогнавме со неговите совети и гледајте не и следната среда во истиот термин. Останете ни во добро здравје и чувајте го вашето здравје. Довидување.